Минатото е често како сенка која се надвиснува врз секојдневието, потсетувајќи на сите ситуации, луѓе и искуства што сме ги преживеале. Додека некои луѓе со леснотија успеваат да го остават минатото зад себе, други непрестано се навраќаат на старите рани, случувања и емоции. Психолошки гледано, за менталното здравје, клучно е да се соочиме со минатото и да го оставиме таму каде што припаѓа, односно зад нас. Соочувањето со минатото не значи дека треба да го игнорираме, тоа е сепак дел од нашиот живот. Потеснувањето на емоциите и сакевањата на минатите настани може да доведе до сериозни психолошки проблеми, анксиозност и депресија. Соочувањето со минатото значи да препознаеме што ни се случило, да разбереме како тие случувања го обликувале нашиот живот и да се соочиме со емоциите кои останале во нас. Психолошки гледано, треба да си земеме време како би ги процесуирале минатите настани, па дури тоа да е понекогаш болно, затоа што единствено со свесно соочување можеме навистина да го закопаме минатото еднаш за секогаш и да живееме слободно, без да бидеме притиснати од стегите на тоа минато. Да се прости за она што се случило во минатото не значи да ги оправдаме тугите зборови и дела. Простувањето е процес со кој се ослободуваме себе си од негативните чувства спрема некоја личност или случување во минатото. Низ простувањето го градиме својот внатрешен мир, затоа со простувањето стануваме слободни. Простувањето овозможува емоционално дистанцирање од минатото и ни овозможува да тргнеме напред без да го носиме товарот на замерки или лутина. Многу трауми од минатото не оставаат со негативни уверувања за себе или за животот во целина. Прифатете го минатото како дел од себе, ама не и како своја судбина. Минатото не ја дефинира нашата иднина и затоа расчистете еднаш за секогаш со минатото. Ако не го закопате минатото, тоа ќе ве закопа вас. Оваа изрека опоменува на опасноста од игнорирање или потиснување на минатите искуства. Минатото може да стане тег кој не влече надоле, но можеме да научиме како да се справиме со него. Драги мои, доколку ви се допаѓаат вакви и слични теми на кои зборувам од мој агол, ве поканувам да го заследите мојот канал. За вас тоа е само еден бесплатен клик, а мене вашата поддршка многу ќе ми значи. До видување до моето следно видео и ви посакувам се најдобро.